Лисецот и враната. Еден гладен лисец талкаше низ шумата барајќи храна, кога намириса една прекрасна миризба која доаѓаше од едно големо парче сирење, кое во клунот го држеше една голема црна врана. Лисецот многу го посакуваше сирењето и му течеа лиги само што го гледаше. Но враната се беше искачила на една гранка, превисоко за да може да ја досегне. Морам по секоја цена да се дограбам до тој вкусен залак. Ама ако се качам на дрвото, враната сигурно ќе одлета. Треба да смислам нешто, си рече лисецот. Добро утро, госпоѓо Врано, ја поздрави лисецот со учтив глас. Добро утро, господине лисец, промрмори враната со полн клон. Ви рекле ли некогаш дека пердувите ви се толку прекрасни, толку сјајни, толку темни? Лисецот и ласкаше. Птицата замавта со крилата од задоволство, но парчето сирење се уште беше цврсто вклештено во незиниот затворен клун. Колку витка и елегантна снага, колку силни канџи, продолжуваше лисецот. Враната ги подигна своите мали нозе една по една за да ги покаже своите канџи. Сега кажете ми, дали и вашиот глас е исто толку убав? Ја предизвика лисецот. Враната го отвори клунот за да си ги наполни своите гради и закрака на сиот свој глас. Парчето зреено сирење летна од незиниот клун и падна на земи. Каква катастрофа! Лисецот го чекаше токму тоа и во еден скок го зграпчи вкусниот залак. Потоа со полна уста и реше на враната: Ви благодарам за прекрасната песна и за вкусното сирење. Збогум! И така враната остана на високо, но насамарена и ја плати цената за својата самобендисаност. Гра, гра, гра. Лавот оди во војна. Бидејќи беше крал на шумата, Лавот еден ден реши да прогласи војна. Тој никако не можеше самиот да води војна, па издаде проглас во кој ги повика сите негови поданици да учествуваат во војната. Во прогласот се велело дека секое животно, без исклучок, ќе добие свое задолжение. Имаше доволно задолженија за сите. Се собраа стотици животни, секој од нив нестрпливо да добие задача. Мали и големи, пердувести и крзнени, сите се наредија пред кралевата палата. Лавот ги пречекуваше едно по едно и на секое му даваше некое задолжение. Ти си силен и крупен. Не само што ќе се биеш со непријателот, туку ќе бидеш и одговорен за транспорт на нашите топови и залихи, му рече Лавот на моќниот слон. На лисицата пак ги рече: Ти си острумна и итра, па така ќе бидеш и одговорна за нашите стратегии. Со твојата помош ќе ги измамиме нашите непријатели и ќе ги победиме во војната. Ти, кој си ненадминат јазач и кој си силен како Херкул, ќе се качуваш преку градските ѕидини за да можеме да ги освоиме, му рече Лавот на задоволниот мечок. Лавот продолжи да им дава едно по друго задачи на сите животни, и мали и големи животни, и копнени животни и животни кои живеат во воздухот. Но кога им дојде редот на магарињата и на зајаците, кралевите советници ги кренаа носовите и се разменија неколку погледи. Ваше височество, овие животни за ништо не ги бива. Магарињата се навистина глупави, а зајаците немаат ни ронка храброст во нив. Хајде да смислиме некаков изговор и да ги вратиме дома, му шепотеа советниците на Лавот. Никако, згрме Лавот, а потоа додаде: Магарињата ќе бидат совршени да ги свикуваат војниците на Собир. Нивното рикање е погласно и од мојот рик. Зајаците пак ќе бидат нашите гласници. Со два скока ќе стигнат каде и да треба и нашите писма ќе бидат доставени за миг. Треба да знаете дека секој има некои своји квалитети и секој е корисен за нешто. Тајната е во тоа да се препознаат тие квалитети и да се искористат на вистинскиот начин,
рече мудриот крал на животните. Во една шумичка си живееше еднаш една врана, црна како јаглен. Под жешкото сонце и без капка вода во своето грло, кутрата врана беше бескрено жедна. За жал немаше паднато капка дожд со денови, па сите бунари беа пресушени. Ако продолжи вака, нема да го дочекам утре, си помисли враната. Одеднаш таа здогледа рачка од бокал за вода скриен меѓу грмушките, па почна да скока горе-долу од среќа. Гра, гра, гра! Бокал за вода гракаше ентузијастички и веднаш го нурна својот клун во него. Меѓутоа во бокалот имаше останато само толку малку вода што таа не можеше да ја досегне со својот кус клун. Колкаво разочарување. Ама какво откажување, си помисли птицата. Зеде едно камче во својот клун и потоа го испушти во бокалот. Потоа го стори истото и со уште едно камче, па со уште едно и уште едно. Со секое следно камче нивото на водата се зголемуваше и наскоро враната можеше да се напие убава голтка. Ура, спасена сум, се радуваше досетливата врана. Еленот и срндакот. Во една густа шума си живееше еден пргав срндак во стадо елени. Неговите очи беа големи и мили, неговите шилести уши секогаш внимателно наслушнуваа, а неговиот грб беше ишаран со убави бели дамки. Татко му, кој имаше навистина величествени рогови, беше водач на стадото и беше гордост на сите елени во таа шума. Но, најголемиот негов обажавател, без конкуренција, беше син му. Срндакот му се воодушевуваше на татко му и едва чекаше да порасне и да стане токму како него. Младиот срндак го следеше татка си како верна сенка. Еден ден, двата елена мирно си пасеа кога слушнаа тивко шушкање на лисијата. Веднаш потоа рикна лав, од кој се заледуваше крвта во жилите. Ја наруши тишината во шумата. Тато, што беше тоа? Прошепоти растреперениот срндак, вртејќи се кон татко му. Тој очекуваше да го види својот татко како стои исправен и горд, подготвен да се соочи со опасноста со своите големи рогови. Наместо тоа еленот изгледаше престрашен. Трчај, синко, извикна вознемирено еленот. Исплашен срндакот го послуша без збор. И обајцата се вдадоа да бегаат, прескокнувајќи грмушки и џбунови со високи скокови. Кога стигнаа на безбедно, еленот забележа дека срндакот плачеше, па го праша. Што ти е, малечок мој? Зошто плачеш? Тато, јас мислев дека ти не се плашиш од никој и од ништо, му одговори срндакот разочарано. Сине, лавовите се посилни од нас, елените, а тој лав со сигурност ке не фатеше. Да си храбар, значи да не се плашиш и да ги дознаеш собствените граници. Повлекувањето пред оние кои се посилни од нас е знак на скромност и мудрост, му одговорил таткото. Срндакот свати дека за да ги спаси нивните животни, татко му мораше да се откаже од својата гордост, докажувајќи си себе си дека е вистински храбар. Сега срндакот му се воодушевуваше дури и повеќе од порано. Лисицата и грозијето. Си беше еднаш една лисица со прекрасна црвена опашка. Таа сакаше да јаде се и сешто. И обожаваше не само зајаци и кокошки, туку и овошје. Особено сакаше грозје. И еден ден, додека талкаше, помина покрај едно лозје. Лиги ми потекоа од грозјево. Мислам дека ќе се онесвестам ако не си каснам од него, си помисли кога ги виде редиците лозници на кои висеа сочни гроздови црно грозје. Допред малку таа не беше гладна, но сега беше. Лисицата оптимистички се истегна кон најзрелите гроздови, но не можеше да досегне ниту еден од нив. Се обиде да подскокнува на задните нозе, но и тоа не беше доволно. Потоа таа се залета и скокна. Ништо. Гроздовите и натаму беа превисоко за неа. Една врана ја гледаше целата случка и почна да се подбива со лисицата.
Гра, 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 гра. Лисицата можеше да се чуди колку што сака, но до грозјето нема да стаса. Гра, гра, запеа креска во враната. Бљак, не го сакам грозјево. Зар не гледаш дека е кисело? Кога ќе биде зрело, тогаш може би ќе дојдам да го пробам, одговори изнервираната лисица и си замина со високо крената глава, но опашката меѓу нозе и со празен стомак. Зајакот и желката. Си живееше еднаш еден многу брз зајак. Тој беше голем фалбаџија и по цел ден им се фалеше на другите животни. Еден ден рече: сакам да ви покажам на сите колку брзо можам да трчам. Кој ќе се трка со мене? Јас, рече желката, која беше најбавното животно. Ти немаш никаква шанса да ме победиш, се кикотеше зајакот. Ке видиме дали е така, му одговори смирено желката. Така желката и зајакот се упатија кон стартната линија. Желката чекорејќи бавно, а зајакот подскокнувајќи енергично. На знакот за почетокот на трката, зајакот му ја летна како молња, додека желката почна бавно во незиниот вообичаен ритм. Другите животни навиваа за желката затоа што им беше преку глава од постојаното перчење на зајакот и од неговото постојано подбивање со другите шумски животни. Зајакот беше толку смирен дека ќе победи што додека минуваше покрај една бавча со моркови си помисли: нема да направи никаква разлика ако застанам и изедам неколку. Па откако изеда малку повеќе отколку што треба моркови, си рече: нема да направи никаква разлика ако си дремна малку. Така и направи, но цврсто заспа. Додека зајакот сонуваше сладки сништа, желката напредуваше бавно, но сигурно, чекор по чекор, кон целната линија. Напред, напред, извикуваа другите животни за да ја охрабрат. Желката беше преморена, но знаеше дека не може да си дозволи ако изгуби ниту минутка. И така, таа продолжи бавно, без да застане ни за миг да здивне. Колку повеќе наближуваше до целната линија, толку погласни стануваа извиците на гледачите кои сега сите беа на нејзина страна. Кога желката беше само на неколку чекори од целната линија, незините навивачи возбудени над секоја мера создадоа таква врева што го сепнаа зајакот од сон. Штом виде во далечината желката беше само на неколку сантиметри од целта, лекомислениот зајак си помисли во очи: леле, работите не се одвиваат како што очекував. Тој срипа и почна да трча колку што го носат нозете, надевајќи се дека ќе го стигне противникот. Меѓутоа и покрај сите напори зајакот не успеа да ја престигне желката пред таа да отползи преку целната линија. 3 пати ура за желката. Ура, ура, ура! Извикуваа животните додека славенички го носеа на своите плеки исцрпениот победник. Немаше животно во шумата кое не дозна за победата над желката над зајакот. Зајакот беше многу тажен, но кога му помина разочарувањето, свати дека многу грешил што бил толку самобендисан, па си вети: од денес па натаму никогаш нема никому да се подсмевам и особено нема никогаш да ги потценувам моите противници, колку и послаби да изгледаат. Глушецот под амбарот. Си беше еднаш едно дебелко мало глувче кое се живееше под еден амбар. Тоа имаше многу среќа, затоа што на подот на амбарот имаше едно дупче, низ кое протекуваше малку пченица право во неговата кукичка, зрнце по зрнце. Не знам што е тоа глад, бидејќи во мојот дом храната буквално ми паѓа од таван. Малото глувче им се фалеше на своите пријатели. Знаете што? Вечерва сите сте поканети на вечера кај мене дома, додаде гордо. Подоцна, кога се врати во својот дом, почна да го гризе дупчето на подот на амбарот за да го прошири и за да може изобилство пченица да се истури за неговата забава. Меѓутоа, кога дојде време за вечерата, глувчето и неговите пријатели не можеа да најдат ниту зрнце пченица, затоа што фармерот ја забележал големата дупка што дупчето ја направило, па ја затнал.
Преку леп погача, вели мудроста, а алчното глувче мораше да научи на потешкиот начин. Штурецот и мравката. Беше топло лето со сите своји опојни мириси и штурецот го минуваше времето лежејќи под најдебелите сенки од дрвјата, пејки си весели мелодии. Од утро до мрак штурецот си цртореше. Цр, 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 цр. Во меѓувреме мравките и таа нагоре надолу, под врелото сонце, носејќи огромни товари на нивните плеки. Тешки зрна жито, лисја и семки поголеми од нив самите. Од изгреј сонце до зајди сонце тие неуморно одеа од полињата од мравјалникот и назад и така до бескрај. Еден ден, зачуден од нивното непрестано заминување и враќање, штурецот ги запраша мравките. Што ви е вам? Зошто работите толку напорно? Мораме да собереме доволно залих и храна за зимата, одговорија. Зимата? Се насмеа штурецот. Како само може да мислите на зимата кога сонцето е толку врело што може и камен да стопи? Послушајте ме, одмореете се и уживајте во летото. Правете како што правам јас. Пејте и веселете се. Ти благодариме за советот, но не можеме. Кога ќе дојде зимата, како и секоја година, нема да остане ниту зрно, ниту семка, ниту ливче трева на земјата. Тогаш оние што не ги собрале залихите ќе си прегладнат. Глупости и безмислици, им одврати штурецот, па си продолжи со пеењето. До крајот на летото, штурецот го исполнуваше воздухот со нотите од неговите песни, додека мравките ги собираа нивните залихи, лист по лист, зрно по зрно. Потоа стигна есента. Лисјата пожолтеа и паднаа од гранките на дрвјата. Семките се потешко се наоѓаа, а ноките стануваа подолги и постудени. Штурецот почна да се загрижува зашто почнуваше да снимува храна. Кога дојде зимата, дрвјата веќе беа соголени и изгледаа како бедни прачки. Тревата исто така, пожолте, а земјата се стврна со првите мразови. Стомакот на штурецот почна да му кркори, но се што можеше да пронајде за јадење беа неколку суви лисја. Едно утро, штурецот се разбуди и пред себе виде снежна покривка, која ги беше прекрила и последните исушени ливчиња древа. И сега што ли ќе јадам? Се прашуваше штурецот, тресејќи се од студ. Во сета таа белина здогледа чад, што се извиваше од мравјалникот. Каде што има чад, има и оган. Се прашувам дали мравките готват нешто вкусно, си помисли штурецот. Штурецот дојде до вратата на мравките и затропа. Кој е? Се слушна еден тивок глас однатре. Јас сум штурецот, ве молам, отворете ми. Премрзнат и прегладнет сум. Ми треба храна и топло катче, ве преколнувам, молеше штурецот. Една мравка го отвори кепенокот и пријатен бран на топол воздух излезе надвор. Каде ти се зимските залихи? Го праша мравката. Немам залихи, одговори штурецот. Зошто? Што правеше во текот на целото лето? Пеев, тажно рече штурецот. Не можам да ти дадам од нашите залихи затоа што нема да има доволно за нас. Ако си пееш цело лето, сега можеш да танцуваш за да се загрееш, му рече мравката. И така, поради својата мрзливост, штурецот остана гладен и премрзнат се до пролетта. Болвата и волот. Си беше еднаш една палава и љубопитна болва. Таа никогаш не се уморуваше и го минуваше времето скокајќи наоколу, пикајќи го носот во туги манџи. Иако беше малечка, речиси невидлива, нејзиното присуство можеше да го почувствува секој. Впрочем, без оглед дали со неа бил човек или животно, со сигурност ке почувствуваше ужасен јадеж. Еден ден на болвата и беше здодевно, па реши да отиде и да поразговара со волот од фармата. Добро утро, волу, извика болвата на сиот свој глас. Арно ама, оти беше толку мала животинка, незиниот глас беше мощне, слаб и нечуен. Добро утро, драга болво. На што го должам задоволството од твојата посета? И одврати волот со длабок глас. Малку ми е досадно, па си барам друштво. Кажи ми, дали некогаш ти е досадно?
праша болвата со пискливо гласче. Да ти кажам право, не. Имам многу тешка работа, и одговори волот преживајки. Раскажи ми за таа твоја работа, настојуваше болката љубопитно. Секое утро, мојот стопан ми врзува плуг за плеките и јас го влечам горе долу по нивите. Завршувам навечер, кога е време за јадење, а потоа одам на спиење, и одговори волот. А неговиот длабок глас се разлеваше низ селскиот двор. Леле мори мајко, па како само можеш да го трпиш сето тоа? Јас немам стопан и правам што сакам од утро до мрак. Единствено нешто за што треба да се грижам е да не бидам смачкан од гнасните раце на луѓето. Врескаше болвата. Драга моја, јас ја сакам работата. На крајот на секој ден ќе се свртам за да ги видам правите и длабоки бразди што мојот стопан и јас заедно ги ископавме. И се чувствувам задоволен и вистински среќен. Потоа тој ме одведува до шталата и милно ме погалува. Истите раце што сакаат да те смачкаат, мене ме милуваат нежно. И одврати волот, а неговите очи сјаеа од среќа. Болвата беше збунета. Може би благодарноста и приврзаноста кои направиле волот да ја цени толку многу својата напорна работа се нешта со вистинска вредност. Волкот и овцата. Си живееше еднаш еден волк, кој беше познат по тоа што беше многу крволичен и алчен. Еден ден му се насмеав на среќата. Некои ловци оставиле зад себе цел куп уловен дивеч, па тој си приреди вистинска гозба. Со полн стомак и задоволна насмевка, тој реши да се прошета, за да му се свари побрзо изедената храна. По некое време тој сретна една овца која мирно си пасеше. Знаејќи каков глас го биеше, кутрата овца штом го виде се стаписа од страв. И повеќе од навика, отколку од глад. Тој беше пресит. Волкот и се нафрли на овцата и ја собори на земи. Чувствувајќи дека стомакот му е преполн, си помисли: ако ја изедам овцава, сигурно ќе ми стане лошо. Секако ќе морам да ја пуштам. Ама ако се расшири веста за ова, мојот углед ќе биде нарушен. Но потоа му текна: овчичке, денес се чувствувам милосрден. Ќе те пуштам, ако посакаш 3 желби, но тоа мора да бидат навистина остроумни желби. Овцата, која веќе се виде себе си во челуста на волкот, не можеше да им поверува на своите уши. Договорено. Еве ја мојата прва желба. Никогаш да не те сретнев. Мојата втора желба е, доколку мораше да те сретнам, да беше слеп. Третата желба, која ја посакувам дури повеќе од другите две заедно, е сите вие волци заслужено да испоцркате затоа што заклавте стотици овци кои ништо не ви сгрешиле, му рече овцата искрено. Волкот беше воодушевен од одговорот на овцата. Честитки, ми даде искрен, храбар и интелигентен одговор. Па нема да ти се наљутам. Си ја заслужи слободата и можеш да си одиш, рече волкот. И така, овцата си замина срекно подскокувајки. Глувчешки совет. Си беа еднаш неколку глувци кои живееа во голем страв од злобниот мачор Родилард. Родилард беше брз и итар. Ретко некој можеше да му се измолкне и се веруваше дека има очи и на тилот. Тој беше изал толку многу глувци што малкумина преживеани не се осмелуваа веќе да излезат од своите дупки, дури и да одат по храна. И така, додека Родилард се дебелееше од ден на ден, кутрите глувци стануваа се послаби и послаби. Еден ден Родилард замина да посети некој свој роднини. Не можете ни да замислите колкава беше среќата на глувците. Конечно можеа да излезат од своите дупки, да одат по храна, можеби и да разменат збор-два меѓу себе. Најпрвин свикаа совет за да најдат конечно решение за проблемот Родилард. Глувчици и глувци, вака веќе не може. Ова е мојот предлог. Ке му врземе звонче на вратот на Родилард, така секогаш ке знаеме каде е, рече најстариот глушец, покажувајќи кон едно звонче. Ура! Извикаа глувците во еден глас.
насетувајќи го крајот на нивните маки. Задоволен од себе, најстариот глушец се наспевна и продолжи. Сега ми треба доброволец, кој ќе го врзе звончето на вратот на Родилард. Откако го кажа ова, настана тишина. Потоа едно мало глувче рече: Жалам, ама мислам дека не сум дораснато за задачата. Јас не сум доволно брз, рече еден дебел глушец. Па зарем сте се мрднале сите од думот? Премногу е опасно, рече друг глушец. Нема шанси да го направам тоа, извика трет глушец. Еден по еден сите глувци одбија да ја извршат опасната задача. На крајот предлогот на најстариот глушец беше отфрлен, затоа што никој не сакаше да го спроведе во стварноста, а секој глушец си замина во својата дупка, чекајќи го враќањето на Родилард. Алчниот дрозд. Во едно мекичко и удобно гнездо се живееа 4 пиленца на дрозд. Од зори до мрак мајка им леташе од гнездото и назад за да им донесе на пиленцата бобинки, овошје и мали инсекти. А пиленцата растеа здрави и силни. Сепак, најстарото пиленце не беше задоволно. Секогаш истата помеја. Кога ќе научам да летам, самото ќе се избирам храната. Си мислеше малото пиле секој пат кога мајка им ќе им донесеше инсекти кои тоа не ги сакаше. Откако му пораснаа пердувите што му беа потребни за да може да лета, младиот дрозд и рече збогум на мајка си и на неговите братчиња и сестрички и одлета. Летањето беше возбудливо. Можноста да се избира што да се јаде беше фантастична. При еден негов лет, младата птица здогледа една грмушка преполна со плодови кои претходно никогаш ги немаше јадено. Големите бобинки од мирта му се видоа вкусни и почна алчно да ги јаде. Потоа си помисли: утре и да врне и да вее, ќе се вратам и ќе јадам пак. Арно ама, еден ловец на птици, кој се криел зад грмушката, виде колку многу дроздот ги сака бобинките од мирта и реши при првата можност да се обиде да го фати малиот дрозд. Потоа отиде да приготви лепило од имела, со кое ги намачка гранките на грмушката. Следниот ден, веднаш што малчната птица слета на миртата, се залепи за лепилото од имела. Не можејќи да се ослободи, мафташе силно со крилата, но колку повеќе мафташе, толку повеќе се залепуваше. Помош! Помош! Извикуваше во паника. За среќа, ветрот ги однесе очајничките повици за помош на малиот дрозд до мајка му, која на брзина долета за да го спаси. И успеа да го ослободи од лепливите гранки. Потоа, прегрнувајќи го предупреди: внимавај, затоа што можеби еден ден твојата преголема алчност ќе ја платиш со својот живот. Лисицата и дрвосечачот. Една лисица, бегајќи од ловџии која прогонуваа низ целата шума, налета на еден дрвосечач. Те молам, ќе ми помогнеш ли? Те преколнувам, молеше животното во очај. Не грижи се, скри се во мојата колиба, остави ми го другото на мене, и рече човекот. Не помина долго време и ловџиите се појавија пред дрвосечачот, ба го прашаа: да не виде случајно една лисица, пријателе? Лисица? Не сум видел никаква лисица, им одговори дрвосечачот гласно, за да може и животното да го чуе. Но додека им зборуваше, им намигна на ловџиите, посочувајќи им кон колибата, за да можат да ја најдат лисицата. Арно ама, ловџиите не го сватија значењето на гестовите и се трнаа да си одат. За сето тоа време, лисицата беше притаена во колибата и дзиркаше низ прозорецот. Така таа виде се што се случи. Кога ловџиите се изгубија од видикот, таа се измокна кришум од колибата, преправајќи се дека си заминува. Чекај малку. Вака ли ми се заблагодарува што те заштитив? Заминувајќи си без збор, свика налутено дрвосечачот. Лисицата му се сврти и му одговори без да и трепне око: ке ти заблагодарев 1000 пати доколку беше дарежлив кон мене со твоите гестови, исто колку што беше и со твоите зборови. Така лисицата му покажа на дрвосечачот дека подмолноста не може да ја победи интелигенцијата. Магарето и волкот.
Едно магаре мирно си пасеше кога го виде волкот како му се наближува. Убедено дека волкот има лоши намери, магарето почна да накривува и да овка. Оф, леле! Што ти е? Го праша волкот. Влего во едни капини и ми се забоде трн во копитото. Пред да ме изедеш, најпаметно ќе ти биде да ми помогнеш да го извадам, затоа што можеби ќе ти се заглави во грлото, рече магарето, подигнувајќи едно копито кон волкот. Целосно се согласувам, му рече волкот. Па внесувајќи се во потрагата по трнот се наведна поблиску до копитото на магарето. Токму кога волкот сакаше да каже не гледам никаков трн, магарето го клоцна толку силно по муцката што неколку заби му излетаа од неа. Кутриот волк му ја летна да бега кричејќи од болка. Подоцна, кога му помина болката од ударот, волкот се присети на својата незгода и си рече: така и ми треба. Сакав да работам докторска работа, кога јас всушност сум касап. Градскиот глушец и селскиот глушец. Во една скромна селска колибка, блиску една фарма, еден мал глушец си живееше скромен и едноставен живот. Еден ден тој беше многу возбуден бидејќи очекуваше посета од неговиот најдраг братучет. Го немаше видено со години затоа што тој живееше во град. Кога пристигна братучет му, селскиот глушец му приреди мошне топло добре дојде и му рече: сигурно си гладен како волк по толку долг пат. Приготви вкусен пикник, за да можеш да ги откриеш убавините на јадењето во природа. Потоа распосла едно кебе на тревата и ги принесе сите вкусни јадења што ги беше направил, па се насмевна задоволен. Меѓутоа, градскиот глушец не беше воодушевен од менито кое братучет му го приготвил, затоа што беше зафатен со ишкање на мравките кои ги нафрлија на храната. По кусо време рече: братучет, а наместо да живееш меѓу мравкиве, зошто не се преселиш во градот? Ке живееш во удобство и во луксус. Деновите си врвеа, а селскиот глушец постојано мислеше на она што му го предложи братучет му. Никогаш не бил во градот и беше мошен и љубопитен. Зар градскиот живот навистина е толку добар? На крајот, малиот глушец реши да оди и да го посети својот братучет. Си ја спакува торбата и пред да отиде намина да се збогува со своите пријатели од фармата. Блазе си ти, ќе видиш колку убав живот ќе имаш таму, рече некој. Другите па го предупредија: кога оставаш старо за ново, знаеш што оставаш, но не знаеш што те чека. Меѓутоа, селскиот глушец беше цврсто решен, па замина на пат кон градот. Градот со сообраќајниот метеж и бучавата беше многу поразличен од селото. Малиот глушец се исплаши дека можеби ќе се изгуби, но за среќа братучет му дае прецизни упатства, па така тој стигна на целта без никаков проблем. Кога ја виде огромната куќа на братучет му, подзина. Добре дојде, чувствувај се како дома, му рече градскиот глушец. Потоа го одведе братучет му од село во кујната и запреа пред еден креденец преполн со најразлични деликатеси. Кашкавали, шунки, джемови и секакви сладки. Избери си што сакаш, му рече. Селскиот глушец се нафрли на најголемото парче кашкавал и грицкаше со восхит. Арно ама, ги чекаше едно непријатно изненадување, бидејќи додека беа зафатени со плячкосување на креденецот, домашната мачка Кришун ги гледаше со непријателски намери. Педа по педа, мачката им се прикрадуваше. Токму кога се готвеше да го зграбчи градскиот глушец, селскиот глушец се забележа и ограбна првото оружје што му беше при рака – вилјушка. Москавично ја забоде во шепата на мачката, а таа мјаукна толку стравотно што на глувците им заледи крвта во жилите. Двајцата глувци ја искористија шансата да избегаат и почнаа да трчаат без да запрат се додека не се најдоа надвор од градот, на патот кон селото. На крајот братучетите се согласија. Животот на село е многу подобар. Луксузите и удобствата се ништо без мир и спокојство. Магарето и лавот.
Си беше еднаш едно магаре кое беше убедено дека е ненадминат ловец. Од утро до мрак им додеваше на другите животни со истата приказна. Гледајте колку сум силно. Јас сум најстрашниот грабливец во оваа шума. Кога лавот го слушна перчењето на магарето, реши да му одржи лекција. Пријателе, ке сакаш ли да ми помогнеш во мојот лов? Го замоли лавот. Секако, од ништо не се плашам, не, му одговори магарето. Ако претходно беше напрчено, сега стана толкав надоенко што изгледаше како ќе пукне. Утредента лавот го однесе магарето до еден козарник. Ене го нашиот плен, му рече лавот на магарето, покажувајќи кон козите кои мирно спиеја. Потоа тој се скри близу портата. Меѓутоа, магарето, сакајќи да си ја покаже храброста, ја отвори портата и влезе парадирајќи како да е негово местото. Потоа почна да рика силно и да скока и да рита наоколу за да ги исплаши козите. Се разбира, козите се разбудија и одеднаш беа преплашени. Следуваше огромна мешаница, копита, рогови, летаа насекаде. Козите трчаа наваму натаму, но имаше само еден излез, а лавот ги чекаше во заседа, со челуста ширум отворена. На тој начин лавот успеа да ги лапне сите кози една по една. На крајот магарето триумфално излезе од козарникот и, чувствувајќи се задоволно од работата што ја заврши, го праша лавот. Што мислиш, како се покажав? Беше неверојатен, му одговори лавот, оближувајќи си ги мустаките. Будалестото магаре се уште беше убедено дека е ненадминат ловец. Му се врати на пасењето додека итриот лав си замина со полн стомак. Вообразениот гавран. Еднаш еден гавран, црн како јаглен, најде неколку прекрасни шарени паунови пердуви. Колку се убави, би можел да ги пробам, си помисли птицата. Потоа со пауновите пердуви на себе почна горделиво да чекори наоколу. Тој дури почна да верува дека неговото место веќе не е меѓу гавраните, туку меѓу пауните. И така, по неколку дена тој го напушти јатото за да им се придружи на птиците за кои веруваше дека треба да се неговите нови придружници. Меѓутоа, за несреќа, пауните не го делеа неговото мислење. Ти не си еден од нас, врати се онамо од каде што припаѓаш, му се развикаа. И така кутриот гавран немаше избор, освен да си ја проголта гордоста и да се врати дома. Арно ама, другите гаврани, навредени од неговото однесување, едва и чекаа да му се нафрлат. Каква дрскост! Се замислуваше дека си подобар од нас. Сега оди, врати им се на твоите драги пауни. Подобро ќе ти беше ако останеше задоволен со тоа што си, гракаа во еден глас. Па така, поради неговата вообразеност, кутриот гавран остана без ниту еден единствен пријател.